Ова вечер имаме посебна чест да бидеме дел од една изложба која големиот италијански фотограф Матео де Мајда пред една година, кога слушнал дека една мала држава ќе биде учесник на Европското првенство во фудбал, се заинтересирал да види која е таа земја и кој е спортот кој што го живеат граѓаните на Република Северна Македонија, доаѓа во Македонија, ги посетува фудбалерите кои што се учесници на ова првенство и прават неколку фотографии кои што еве ова вечер произлезе и изложбата од таа негова посета на Република Македонија. Како што рече Темков, изминатово лето фудбалската репрезентација на Северна Македонија зеде учество на Европското фудбалско првенство за прв пат. Првенство кое патем речено го освои Италија. Северна Македонија немаше многу среќа, но јас сум сигурен дека за следниот пат за Европското првенство 2024 ќе биде многу подобро. Неколку недели пред Европското првенство, Матео де Мајда, италијански фотограф, заедно со новинарот Козмо Биздари, ја пропатуваа нашата земја и направија серија од фотографии на кои може да се видат навивачи и млади играчи, момчиња и девојчиња, како работат на подготовките за еден од најважните спортски настани во вашата историја. За прв пат, како што и насловот на изложбата, е долгорочен проект за фудбалската култура во различни земји од светот. Тоа е репортажа која зборува за спортот, образованието, солидарноста, бидејќи тоа е тимски спорт, како и за страста и идентитетот. Зошто за идентитетот? Затоа што страста од локално ниво, каде сите имаат свој омилен тим, како вие вашиот Факатиквеш, но таа страст може да се обедини и на национално ниво. Видовме во Италија, каде имавме голема прослава откако го освоивме Европското првенство, но видовме и тука, каде покажавте голем ентузијазам, особено кога за прв пат се квалификувавте за Европското првенство. Исто така, кога ја совладавте Германија, па кога ги победивте Арменија и Исланд во квалификациите за светското првенство. Ако ја погледнеме жрепката за следниот плейоф, јас не сум во најдобра позиција да коментирам, па ќе речам само нека победи подобриот. Но ќе речам дека вашиот тим има добри и силни играчи, но има малку и од италијанскиот дух. Ке може да видите едно подолго интервју со вашиот историски капитен Горан Пандев, кој игра во Италија речиси 20 години. Но исто така, имате уште неколку квалитетни фудбалери кои исто така играат во нашето првенство, најубавото првенство на светот, како што го викаме ние. Мислам на Елиф Елмаз, Бобан Николов, Илија Несторовски и други. Значи, оваа страст кон фудбалот како една социјална димензија за оваа прекрасна игра целосно се рефлектира преку овие фотографии. Фотографии кои го пропатуваат целиот свет, бидејќи се објавени во меѓународни списанија како што се New York Times, Financial Times, Der Spiegel и други. Пред да завршам би сакал да се заблагодарам на сите кои придонесоа за изложбата, како што се Општина Кавадарци, Домот на културата, Музејот на современа фотографија од Милано, магазинот Ундичи, Фудбалската федерација на Македонија, на мојот персонал, како и на авторите на изложбата, кои беа многу дарежливи. Ние ја поставивме ова изложба во Скопје пред околу месец дена и кратко потоа јас се сретнав со вашиот градоначалник Јанчев и разговаравме како да ја унапредиме нашата билатерална соработка, меѓу другото и на културно поле, образование, учење во Италија, но пред се на полето на културата и уметноста. Јас сум среќен што ете за кратко време го сторивме тоа токму преку оваа изложба. Ова е прв пат да ја прикажуваме изложбата во друг град во Македонија и ќе продолжиме и во другите градови, но ете, мене ми е посебно задоволство што ете ова прв пат се случи токму овде во Кавадарци. За мене представува особена чест и задоволство да бидам присутен оваа вечер на отварање на изложбата на господинот Матео де Мајда, на која се изложили уметнички слики од повеќе фудбалски клуби од Македонија, како и слики од нашиот фудбалски клуб Тиквеш.
Кога се работи за култура и уметност, се ги даваме голема поддршка. Затоа се надевам дека успеавме Кавадарци да го издигнеме на високо ниво и за поглед на уметноста и во поглед на културното внимание. На амбасадорот, уште еднаш му благодарам за нашето видување. После првото видување се договоривме ова изложба после Скопје да биде направена во Кавадарци со нивниот изложбен салон на слики и сега неофицијално амбасадорот ни кажа дека сликите може да бидат дадени на општина Кавадарци после изложбата. Јас сакам да дадам еден мотивирачки говор за општина Кавадарци. Најмалку сум компетентен да зборам за фудбалот, меѓутоа во овие 4 години успеавме фудбалот да го вратиме во прва лига. До овие тука луѓе позади нас кои што се заслужни 30 години за спортот и за фудбалот во Кавадарци и за фудбалскиот клуб Тиквиш кој што од 1930 година да обстојува и да ги памтиме нашиве имења претходни, меѓутоа да создаваме нови кадри. Ја можам да му ветам на амбасадорот дека за брзо време ќе го виде фудбалскиот клуб Тиквиш на европско ниво, излезе надвор од Македонија, можеби нема да играеме со Италија, али со некој друг тим сигурно. Кавадарци е спортски град, Кавадарци е талент на фудбалери и мене ми представува особена чест и задоволство што сум од еден град каде што стварно има таленти за спорт и за фудбал, кој што е можеби и малку ценето во општината и во државата, али треба да го дигне на повисоко ниво. Можам да ветам од тука дека како градоначалник, како општествено одговорен човек, како компанија и фирми би залагал за подобар спорт, а спортот е нашата иднина и спортот е тој кој што може да не здружи заедно и со други нации, и со други републики и на светско ниво, така да тука немаме граници. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.